Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Дали сме спремни да продолжиме за нешто што е од суштинско значење за Република Македонија? Дали сме спремни да дебатираме, да бидеме во тек, а не да го користиме делото на Владо Павлов и да го злоупотребуваме за своји себични цели, за фингирани сценарија, за уништување на Владо Павлов и за шпионирање. Дали сме спремни, македонци, за нешто кое што треба да одзапочне од деновите на Јанус, нивниот бог Сатрун, за да заврши со вистината на 23 март 2026 година, од кога треба да започне она силна македонска енергија и сето она што значи Македонија за сите оние кои што со дух, ум и фанатизам сме се бореле за Македонија. Дали сме спремни да дознаете повеќе за нешто што долго години е чувано, за нешто што значи спас на Македонија во најтешките моменти за кои што јас како истражувач овие моменти од Македонија, овие моменти и години престојни за Македонија ги гледам идентично како во времето на Филип Македонецот. Нападната од сите страни. Сите се борат за наше уништување. Дали сте спремни или треба едноставно да го прекинам и ова видео и да заборавам повеќе да ви ја кажувам ова вистина на кој што потрошив 30 години од мојот живот самоиницијативно, без подршка од ниту една институција, така и ќе продолжам, затоа што Македонија ми е се што имам и Македонија е таа која што ми ја дава силата, бидејќи таа на небо стое, ама за краток период од небо и на земја ќе дојде. Одлуката е ваша, македонци. Дали ќе дозволите некој да се игра пинг-понг, каде што не случајно, каде што не случајно се водеа жестоки битки за уништување на Владо Павлов, а јас, овие непријатели на Македонија и на Владо Павлов, би ги упатил да ја читат книгата Грофот Монте Кристо, затоа што веќе ќе живееме на последните страници од она што го правеа со едно лице нарачано и кое што по ништо не се разликува од сето она што го правеа со Владо Павлов. Очекувам да се вклучиме во малку во поголем број, за да можеме да ја пренесеме веста од овде, од центарот, од папокот на светот, за кој што за мене е мојот град Кочани, пред да кренеме во нашата мисија во Микена, а се знае за мене Микена е Прилеп и Битола. Додека се групираме и собираме и ја пренесуваме веста од папокот на светот, да ви представам исто така една снимка за кој што работите поубаво се гледат од птиче перспектива, бидејќи секогаш ние сме гледале нагоре и секогаш ние сме биле поврзани со орелот, со небесното, па така
и сите овие структури кои што се во Република Македонија и во Кочани пред се најпрво се представени да се гледаат од високо. За кого се обележани и за кого, ако не постои и некоја друга цивилизација за која што јас 20 години творам, за која што јас 20 години информирам, а веќе денес некои ви ја представуваат со атлас, а за Владо Павлов тоа е матичниот брод, или за Владо Павлов тоа е кометата Тифон од митологијата и многу други работи кои што сакам да ви ги презентирам од празникот на Јанус, празникот на темнината, па се до нашата македонска нова година, 23 март, каде што најсилно треба да бидеме обединети сите заедно, за да не ни се случи нов 16 март, по кој што ова друга страна пред неговото доаѓање и пред она што значи светлина, ќе сака уште посилно да удари на последниот 16 март 2026 година. Спремни сме или се уште не сме спремни? Благодарност уште еднаш до мојот сограѓанин и кочанец Зоран Ефремов. Јас ги почитувам делата на оние кои што ги направиле и не би бил Владо Павлов ако не ги споменам во некое мое видео или во некое мое писание. И не сум како сите оние љубоморни, себични и егоистични македонци кои што никаде не го споменуваат Владо Павлов и кои што земаат сознанија, земаат знаење, а не споменувајќи го Владо Павлов, од каде што го црпа знаењето, доаѓа до состојба да станат и непријатели мои свесно, поради тоа што за да го сокријат изворот и за да бидат тие први, мора првиот во случајот Владо Павлов да го тргнат, а тие како втори да дојдат на првото место и тоа го прават на својствен начин од сето она што го видов овие 30 години, начин на плюкање кон мене, начин на наместени и фингирани сценарија, па дури и нарачани атентати, и физички, и биолошки, и било какви. Затоа и ова дело треба да остане на Македонија и затоа сите вие мои браќа и сестри македонци, кога некој ќе се обиде во иднина, а веќе имаме сознание од локална власт Кочани, да се спротивставиме жестоко за сето оно што се планира и да се прави, а се со една цел да се доближат до Вавилонската блудница ЕУ, за еден проект повеќе, преку кој делата на Владо Павлов ќе бидат злоупотребени, а искористени од оние кои што сакаат да се нафатират од Вавилонската блудница. Веднаш кочанчани, Владо Павлов ве предупредува дека освен археолошки истражувања на местноста Панаѓур, не очекувајте дека овде ќе имате езерца, дека овде ќе имате паркови или нешто слично. Местноста Кочански Панаѓур е многу битна за Македонија. Она кој што во минатото сакаше да го направи Радко Сорос и кој што истиот тој денес нема никаква вина за Пулс и најхитно треба Никола Груевски од Будимпешта да го ставиме на обвинителна клупа за дискотеката Пулс. А истиот тој во негово време може би утре ќе каже дека не повикал лица од музеот на Република Македонија, кои што наводно го истражувале, а подмитени со многу пари според сите наши сомнежи,
Кочански Панаѓур, како и многу други локалитети, се припишени и оставени како парцела, затоа што овој градоначалник кој што е жртва денес, кој што нема никаква вина за Кочани, душичка, да го жалеме Ратко Сорос и вахабиста, и најхитно ве молам, Никола Груевски од Будимпешта, да го донесеме на обвинителна клупа на местото на ова грефче Ратко Сорос, затоа што Никола Груевски е највиновен за случувањата во Пулс, според исказите на Ратко Сорос, кој што учествува и во ова парцела и за кој што го повикувам премиерот Тино и сите оние кои што се поврзани со ова парцела, а е локалитет кој што уште во времето на Тито е забрането да се истражува, да се гради и така натаму, ама ете, поголемо Тито е Ратко, грефче, за жалење човек, нема никакви ингеренции општината и затоа треба и за ова дело кое што стои позади Ратко за Кочански Панаѓур, најхитно Никола Груевски како за Пулс, така и за се оно што е поврзано со Ратко, да го донесеме на обвинителна клупа, за да го спасиме, нели, ова жално човече, кое што во служба на многу служби уште во времето на Хрватска дојде во Кочани, како и пред многу јасници години кога неговиот дух бил исто така овде присутен во телото на Веспасијан. Али тоа е моја мистична активност, не сакам да ве навлечувам тамо, туку едноставно ги предупредуваме кочанчани дека повеќе нема да има злоупотреба на парцели, дека повеќе нема да дозволиме градење било какво на локалитети, како сето тоа што се правеше до ден денес со помош на Ратко, или тој ако имаме кривична против него за оваа активност, тој како грефче пак ќе се појави во судница и ќе каже: па јас немав ингеренции, општината нема ништо, парцелите ги даваше Никола Груевски и затоа најхитно Никола Груевски да се седне на обвинителна клупа за се што се случувало во Кочани и најхитно да се донесе од Будимпешта и да се стави на обвинителна клупа затоа што го наместил овај човек кој што е за жалење. За жалење, грефче. За да го подсетиме Ратко, во тој временски период, кога има една екипа од Музеот на Република Македонија, има еден лик кој што денес е починат, лик кој што го има украдено джипот, со кој што дошла екипата да го истражува дали овој локалитет е од голема или од мала важност, и лик кој што поради ова кражба на джипот на лицата кои што подоцна го прават локалитет од мала важност за да биде вметнат како парцела, лежи 1 година затвор, а потоа со доаѓањето на затворот истиот тој наводно сам се запалил во местноста Панаѓур. Тоа е толку околу работите со кои што некој мисле дека е Бог во Кочани. Тоа е исто така поврзано со многу парцели, многу маркици во кои што учествуваат многу олигарси, ама тоа е работа на владата на Република Македонија, тоа е работа на МВР, не на ОВР довлечени, затоа што овдека е секако треба поврзано и не верувам дека некој ќе покрене иницијатива. И тоа е работа на Музеот на Република Македонија да го врати повторно, да ја врати повторно местноста Панаѓур во Кочани, дека локалитет од големо значење, да си ја кажат вистината зошто го направиле ваков, кој најпрво имал за цел да гради стамбени комплекси овде, дали имале за цел според сите наши собнежи Ратко, Ванчо Деликатес и
веќе во притвор градоначалникот, веќе кој што е осомничен со опулс папасот, тоа треба да си го доистрашат и да си го одработат по високите институции, бидејќи во Кочани, премиер Етино, ништо не функционира и понатаму. Ништо. Кочани е Ватикан за Македонија, држава у држава. Но да се вратиме на вистината за Македонија, да се вратиме за едно дело за кој што сакам да ви докажам дека Сионски приорат точно знае што е Кочани и дека Кочани повеќе не треба да биде град на темнината, туку град на светлината, затоа што во Кочани во минатото и денес имало многу коледиња. Значи, од првото коледе кој е направено со раѓањето на Исус до ден денес има многу коледи. И затоа барам големи истражувачки дејности за кои што и ние ќе демнеме, еве на местноста Панаѓур, затоа што според нашите сомнежи овде има масакар и погребани преку 8.000 тогаш кочанчани кои што се бореле да зачуват вистината за храмот на Артемида во преминот на христијанство и поврзувањата подоцна со Мајка Божја и Исус, а во времето на римскиот император Теодосиј. Ако некој сака да ги закрие сите овие докази и аргументи, како што тоа го прават со тикешински лозија, за да се закрие некрополата од бронзено време кое што е адаптирана и искористена од Александар Македонски за гробница на неговиот татко Филип Македонецот, тогаш треба да останеме сите ние пасивни. Исто така, во прилог на сето ова, од оние кои што треба да ги чуваат доказите и кои што треба да работат во интерес на Македонија, во интерес на децата, во интерес на сите нас, од каде што земаат плата, тие на крајот излаваат најголеми криминалци, најголеми ајдуци. Во еден таков случај е украден и доказот на ова мое тврдење денес, кое што ќе ви го доставам сликовито од птичја перспектива. Во еден таков случај, лицето кое што е одговорно за дискотеката Пулс од јавно обвинителство во Кочани, во спрега со овара или увара, ја како што умеам да кажам, довлочани, го крадат кронисаниот доказ кој што ние го чувавме 30 години во олтар со пурпена позади, се додека немаме музеј во Кочани. Ова е доказ за нешто многу гадно, за непочитување на Македонија. Ова е доказ за нешто што ние макотрпно го работиме за Македонија како македонци. Пред целиот свет да покажеме дека овде е папокот на светот, каде што и не случајно е тоа цвеќе на животот, кој што го символизира етерот, животот, негативниот јон, светлината, ама истовремено и го символизира папокот на светот. Тие кренаа најжестоко против македонизмот и против сите нас. Јас ги повикувам заеви кои што потекнуваат од лажниот Гоце Делчев, ингеренциите и услугите кои што ги имат за оно што го прават во Македонија. Посебно Зоран Грилас. Да прекинат со сето оно што го прават против Македонија. Бидејќи Македонија повеќе, Зоране и ти Вицето, заедно со структури од нашите сограѓани од албанска националност, познати на сите нас, не можете повеќе да работите против македонизмот, бидејќи ова е земја на богот Македон,
А вашето потекло и сето оно што се прави со македонците и со вас, заеви како аромани, албанците како албанска популација од гегите. Нашата братоубиствена војна завршува. Оно што е правено со милениуми и оно што е правено помеѓу двајцата браќа, Латини од Италија или Лацио и синот на Пенелопа Орес, завршува со 23 март 2026 година. Сите вие кои што нема да го прифатите обединувањето, имате казна од Бог. Ете, јас, Владо Павлов, ви кажувам и ви споменувам дека сето оно што е правено против Македонија ќе мора да си го надокнадете и да застанете под капата на Македон, Богот Македон, од кој што потекнуваат Александар и Исус библискиот. Или Исус од Библијата, како што знаете. А за Владо Павлов, син на Клеопатра VII, Емануел, Цезарион. И ова ви го најавувам пред вашите празници на Јанус, кога го славите Сатурн, кога ги славите сите онија случувања кои што се поврзани со Македонија, кога ја ставате на колена со помош на Цинци Легија ди Рома или Петата римско, влашка и латинско или мијатска легија. Во 17 година од нашата ера. Ве повикувам сите заедно да се бореме за обединување за вистината. Од каде што ќе има и многу значење за љубов и постанок на целата земјина сфера. Затоа, јас во наредниот период ќе ви испратам слика од земјата како е со Северно-ледениот океан. Што има после Северниот леден океан? Дали постојат други цивилизации или не, тоа е ваша одлука во вашиот ум. Но јас сликата нема да ви ја представам со други цивилизации кои што живеат исто така на ова тло и цивилизации кои што живеат помеѓу Јупитер и Марс. Туку ќе ви ја представам сликата за да видите како сфера каде е папокот на светот. Каде е главата, каде е срцето и сите оние чакри кои што се поврзани со тогашна Филипова Македонија. Дали се согласувате и дали да продолжам или да прекинам уште еднаш, па да се собереме повеќе и заедно да ја кажеме вистината дека Сионски приорат точно знае дека Владо Павлов е во право за се. Па поради тоа, под капа на некои си се крадат и се одземаат клучни докази за Македонија. Поради тоа и што имаме докази за Македонија дека денешна Македонија е всушност Егејска Македонија. И наводно поради сето тоа, Вавилонската блудница, Европска унија или Брисел, која што всушност се старите грци и кој што од територија на Атина или територија на денешна Грција без Егејска Македонија, каде што е преместена од ова Македонија, се префрлуваат во Брисел, а територијата на Грција им ја оставаат на крстоносците, на сарцените и оние кои што верно им служат на Вавилонската блудница. Затоа што ова откритие и овој доказ од Владо Павлов, на кој што работи 30 години, не само Грција, туку и цела европска заедница и цела Вавилонска блудница се става на колена. И затоа тие ја држат Грција како слепи за стап. Затоа што се ќе се распадне како кула од карти, а и ќе се распадне бидејќи тие се Вавилонската кула. Еднаш, два пати и денес трет пат ќе се распадне. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Тоа си е ваше право. Јас
знам дека е тешко да го разберете Владо Павлов, ако не се дружите со него и ако немате блиски релации со него. Многу е тешко порано да ви докажам. Зошто? Затоа што сите од страна кои што ја следете состојбата со Владо Павлов ќе си кажете како е возможно се по него да се случуваат вакви работи. Просто неверојатно. Е возможно е, македонци мои, затоа што многу работи се поврзани со моите откритија и со она што јас сум денес Владо Павлов. А во иднина, како што по големиот број илјадници луѓе сватија и им докажав дека сето тоа е вистина, дека јас и моите видеа кои ги правам не ги правам со лага, туку едноставно ги правам за Македонија со вистината и не ги правам за некого да рекетирам. Никој не е рекетиран како тоа што го прават 100% новинарите во Република Македонија од Владо Павлов. Моите информации, мојата детективска работа, моите аналитички истражувања ви ги поклонувам на вам и на никого претходно не сум доставил и сум дал за да истите тие ги оценуваме или било шо. Ние никого не сме оцениле и никого нема да оцениме. А вистината мора да дојде затоа што со помош на вистината се додржува и Македонија, а преку Македонија и целата земјина сфера во живот. Дали е јасно ова, македонци мои, сега? Дали се согласувате? Ова е споменикот од НОП, кој што е нема ни на буквата од НОП. Направена е со дрон од птичја перспектива, каде што сакам да ви докажам дека Кочани град ќе кажат на 3 рида, а овде имаме само 2 рида, а тоа се локалитетот Лукубија и локалитетот Касарни, каде што е изграден комплексот Асном. Гледате дека се во иста висина. А ако ги поврземе и кон запад од споменикот, ќе видите дека и Текишински лозја, каде што сега е надвиснат Алекс, е во иста вистина. Значи, локалитетот Текишински лозја, кој што е на западната страна, локалитетот Лукубија, кој што е на северната страна, и локалитетот Асном, кој што е на исток, се на иста висина. Дали тоа може да го направи природата? Со докази дека стамбениот комплекс Алекс настана после информацијата и после состанокот на Владо Павлов со најголемото зло на Македонија број 1, Соросоид Паско Кузман. Значи, на локалитетот Текишински лозја немаше стамбен комплекс, како што сега има од Алекс. Сето тоа се случува на мојот состанок, кога ги покажувам сите овие докази, верувајќи дека Македонија ќе успее, верувајќи дека Македонија има херои, како Паско Кузман што се представуваше. Но, ваквите херои се пулени на Сорос, како и Радко. Затоа се сомневам дека овие двајцата не се во игра. Радко Сорос, Европа 92 и Паско Кузман Сорос. И дека заеднички наработат на уништување на артефакти и нивно продавање. Се со една цел да се сокрие вистината на она што Владо Павлов го пронашол и што го докажува. Затоа и се сомневам дека Радко Сорос и Европа 92 не стои позади последните случувања со Владо Павлов во претресот, каде што се краде клучен доказ за Македонија и кој што може
кој што може да добие големи милионски суми надвор од Македонија. Ја повикува МВР. Не обара довлочени или кочени или убара довлочени, како што умеам да кажам. Ги повикувам сите да се истражи овој случај и да се увиди дали одредени лица од јавно обвинителство, од Основен суд Кочани, од обара довлочени и олигархот Радко Сорос и Европа 92 стојат позади овој сценарија кои што се прават со Владо Павлов и овие претреси кои што се правени на 16 март, една година пред 16 март на случувањата со Пулс. И дали Сорос стои позади сето ова што се случува во Македонија од само нарачаниот атентат на Киро до ден денес, и дали Сорос е тој со неговите пулени во Македонија кој што има за цел Грција да биде Македонија, а ние да бидеме северно од Македонија. А сите клучни докази, па дури овој хронисан доказ од Македон, со цвеќето на животот меѓу две афионски чучки, меѓу два мака, да биде однесено во Грција. Ја повикувам МВР да покрене постапка за овие случувања, каде што никаде и никаде не е правено, не е заведено под нито едно архивско бројче и повеќе во депото овие клучни докази за Македонија кои што ги чувавме. Тоа е за Кочани и за прапочетокот и за папокот на светот, денес ги нема. А вие колку сакате, жалете го, и колку сакате вие адвокатите, меѓу кои и ќерката на јавен обвинител кој што му е адвокатка на Радко, нека го лажат, нека го манипулират дека е гревче, дека ќе биде спасен, а тоа Бог знае најубаво кој ќе биде спасен или не. Јас ги поврзувам со оно што е правено со нас и оно што претходно е правено со Пулс. И ова го правам за Македонија. Ова го правам за нашите деца. Да живеат со македонизмот. А животот на нашите деца и на младата популација во македонизмот значи не посегнување по наркотични средства. Македонци, 50% од младината ни отиде. Од ваквите кои што ги жалите, кои што се понашаат како гревчиња. За жалење, не имал никакви ингеренции човекот. А 50% од младината е спремна да крене со оние 50% кои што ни се на вистина на опојни дроги. Јас не гледам друг спас. Јас не гледам друг спас дека некој можеме да ги спасиме нашите млади деца. Освен да кренеме со македонизмот. Затоа што македонизмот е лек за се. Не гледам друг начин. Верувајте ми, македонци. Многу пати сум кажал и пак ќе кажам. Во градовите во Македонија, посебно во Кочани, како млад лик, ако не си шмркал кокаин или било што, било која друга опојна дрога, ти си непочитуван, ти си дно, ти си дно на дното, ти си тежок сељак, каде што никој не те сака и никој не те почитува. Ова мора ние родителите да се обединеме и овај стил на живот кој што се презентира треба да го тргнеме настрана, независно дали владата на Република Македонија ќе ни помогне или не. Еден од таквите случаи е и Пулс, каде што сите го премолчуваат, каде што сите ја кријат вистината која што била овде. Вистината за нешто што поголемиот број биле на наркотични средства. Тука треба сите ние да се задржиме. И затоа се расплетува, си префрлува топката од едни на други и ова вака ќе трае 100 години. И на крај ќе дојдеме дека ДНК и управителот на еден мој пријател
откочени со такси служба на времето, починатиот негов син ќе бидат највиновни. Ама секако не смееме да го заборавиме Никола Груевски. Најхитно од Будимпешта на обвинителна клупа да го донесеме Зрински, Никола Груевски, затоа што тој ги имал ингеренциите врз Пулс. Барем така вели оној кој што е за жалење денес, Радко Сорос и Европа 92. Погледнете го ова. Еве го. Значи имаме идентично иста линија. Но имаме и напомена. Напомената е таа што врвот на ова пирамида кој што е локалитетот Лукубија не е споменикот. Туку споменикот го запечатува влезот на ова древна пирамида која што доаѓа овде. И кога ќе ги поврземе двата врва, ќе видите дека тие имат идентично иста висина. Ама ако ги поврземе врвовите од Лукубија, Асном, кој што е на источна страна од Лукубија, пирамидата, и Текешински лозја на западната страна, ќе видите дека имате исти димензии. Ако на нив ја поврземе и гробиштата, Горица, каде што исто така е локалитет со голема античка вредност и каде што тука сака да дојде и да го уништува Орце Камчев со изградба на стамбени комплекси, каде што по ништо не се разликува од она што се прави на локалитетот, нели, Текешински лозја, на локалитетот што сакаа да прават на местноста Панаѓур, исто се прави и во атарот на Монополски Бавчи, кој што е дел од Горица, каде што не случајно Тито овде наредил да бидат гробиштата на Кочани. Значи, ако ги поврземе овај врв на локалитетот Лукубија со врвот на гробиштата, и ако ги поврземе врвот на Асно, кој што е источно од локалитетот Лукубија, и западно каде што е локалитетот Текешински лозја, каде што Алекс го направи овој локалитет швајцарско сирење. Значи, ако се вратиме во минатото и ги поврземе сите овие точки, ќе дојдеме до создавање на крстот. Значи, ќе имаме една црта, друга цита, значи, баклава. Кога ги поврземе сите овие три точки, ќе видиме каде гледа мајката. Затоа споменикот е ставен на југоисточна страна. Значи, со изгревањето на сонцето во еден одреден ден во годината, таа гледа кон незиното чедо. А со заоѓањето од натре, таа гледа кон незината летна резиденција, која што е имал Филип според сите наши истражувања. Да го погледнеме целиот овај клип. Ако овде денес, каде што е Кочани, и се качите на локалитетот Лукубија, ќе погледнете колку е ова доминантно место, а јас ова го кажав уште во првото интервју во македонска телевизија, кога ја правевме Александријада 2005. Значи имав интервју повод Александријада 2005 и во 2005 екипа на македонска телевизија беше со Владо Павлов, од каде што од овде ја кажав идејата за воскреснувањето на духот на Александар Македонски.
уште еднаш, целосно, да се уверите самите. Јас, ако ме гледа Зоран Ефремов, би сакал, пошто стварно, навистина овие снимки од дронови се многу ефикасни и го потврдуваат моето откритие, да ги поврзе Асном, Лукубија, Тикишински лозе каде што е Алекс и гробиштата, за да го доловете крстот. Бидејќи има нешто многу друго битно со овие 4 рида кои што велите вие. Значи, од птичја перспектива, ако го направиме крстот со правец север-југ, од правец север-југ со локалитетот Лукубија кај што е споменикот и гробиштата, и правецот запад-исток кај што се Текешински лозија и Алекс и Асном, ние веќе го имаме поставен крстот од птичја перспектива. Дали можете да го доловете тоа што ви го објаснувам или како секогаш ќе барате послужавник, ќе барате докази, ќе барате аргументи, кога ќе ви се дадат на некој од вас аргументи, вие ќе барате нови затоа што не ви се допаѓа ова вистина. И да напоменам, на мојата трибина за гробот на Александар, каде што присуствува телевизија Сонце, каде што присуствуваше Дардан, покојниот Ниче Димовски во 2012 година на една моја ксантика, 23 март, Васил Љулјов, Ангелина Маркус и многу други од тој временски период, го имам представено сето ова. Но, нажалост, од тој ден до ден денес, многумина сакат да го злоупотребат сето ова, каде што прв започна Ниче Димовски покојниот. Така жестоки напади има во таа екипа. Еден со 20 различни профили. Што све не ми правеа? Зошто? За да гробот на Александар го сместат во Светиниколско, на Канда, поради тоа што покојниот Ниче Димовски овде зел многу пари за откуп на парцели од наши македонци од цел свет. Милионски суми. Затоа што таму бил гробот на Александар и луѓето купуваат плацеви за да овде градат мотели и што ли не. И сега, за да ја оправдаме ова дејност на Ниче Димовски, на Аристотел Тентов и на сите тие кои што се поврзани, па дури и Паско Кузман, кои што зеле пари од многумина најверојатно, ние треба сега да го лажеме цел свет, а преку тоа и да сместиме некоја си мумија за кој што имаме сознанија и ви е представено транспорт на одредени од тогашен Вавилон, нели, со помош на агент од НАТО, 2 галванизирани кутии по 250 кг или пола тон донесено од Египет преку Вавилон, тоест Иран. Сега, тука не смеам да го заборавам и едно лице на кое што беше му поведена постапка, кое што станува најголем непријател исто така наш, а присуствува на нова трибина, не за да помогне, туку за да шпионира, а тоа е Мичо Драгаш, јас би го кажал, кој што е во притвор поради некои одредени други активности со една екипа каде што е заедно со Горан Стојков и со многумина други, за кој што беше поведена постапка против нив во тој временски период. За другите не сакам да споменувам, ама за Мичо, кој што се крие позади Драгаш, големиот крал на Кочани, нели, од Вукашин, присуствува овде и од тогаш започнува една жестока битка против мене и против сето оно што се прави, па дури и последните случувања кои што се поврзани со Зечевич програма и со лица од јавно обвинителство во Република Македонија и со лица од Скопје, па дури според сите наши сомнежи, за кои што го прашуваме Венко Филипче дали првата дојава за нашата солена соба во Беверли Хилс ја прави твојата мајка
која што била собственичка на солени соби во Скопје. Ние се уште немаме одговор од Венко Филипче, дали првата дојава која што доаѓа до Пролече или до санитарна инспекција на општина Центар кај Марија Талевска е од мајката на Венко Филипче, а потоа се приклучуваат и други за кои што ќе има судски процес голем, а тоа се во иднина ќе ви го представуваме. За целиот терор и пекол низ кој што поминува Владо Павлов, а бевте сведоци и сите вие. Значи, лицето Мичо, кој што требаше да биде стожер на вистината за Македонија, лице кој што одработува за Минчо Јорданов и за проектот Скопје 2014, каде што најголемите бенефити покрај Макбетон, нели за бетониран Македон, Ниче ги има и Минчо Јорданов. И затоа е правен и тај проект Скопје 2014 во чест 2000 години од смртта на Август Октавијан. Уште еднаш да погледнеме ова снимка од дрон, за да доловете само 2 крака од тој крст во Кочани, нешто што сум го кажал во 2012 година, на прослава на Ксантика, каде што имаше преку 300-400 гости од цела Македонија, во кој учествува и Дардан Венетовски, учествуваше и Ниче Димовски, Ангелина Маркус, Васил Лилјов и така натаму. Темата беше гробот на Александар, каде што освен јас како Владо Павлов, представувајќи ја и се држав до темата, никој друг не се држеше. Добивме таков удар од Ниче Димовски, кој што дури кажа дека овде се ридови, дека Владо Павлов нема врска што зборува. И од тогаш, после ова трибина на Владо Павлов и ова прослава на Ксантика 2012 година на 23 март, почнуваат моите патешествија и пеколи, мојот пеколен живот, идентично како претходно кога Паско Кузман во 2005 беше мој гостин, кога му кажа вистината за гробот на Филип. На локалитетот Тикишински лозе во Кочани, едниот крак кој што се прави од крстот овде, кој е западно од локалитетот Лукубија и на кој што денес изникна како печурки стамбениот комплекс на Алекс. И така натаму. Таа 2012 е многу година поврзана, предходно со детонатор, потоа со случувањата. Може би тука Радко пак ќе каже дека нема врска и со детонатор, а најголемата вина за оние деца кои што беа во тој временски период и сето оно се случуваше во тој детонатор, ја имаше тој, а верувам дека нема да се сокрие од овој втор детонатор. Еве. Ова е доказ дека ова не се ридови, него дека се локалитети кои што се градени имаат една идентична иста висина. Ако на јужна страна од овде погледнеме на планината Плачковица, ќе видите дека и Мородвис е на идентично иста висина како што се локалитетот Лукубија во Кочани, локалитетот Асно во Кочани и локалитетот Тикишински лозија во Кочани, каде што како печурки изникна Алекс со цел да се сокрие вистината која што е поврзана со гробот на Филип и многу други активности за кои што верувам дека новата генерација на македонци ќе ги започне, не поради друго, поради вистината што сака Бог да се открие и поради спасот на нашата младина од она што е засегната во големи проценти од наркотични средства. Каде што не сме повеќе главен бизнис да биде ова што се прави со нашата младина и каде што тоа што се правило со нашата младина исто така не е ни одбегнато од страна на случувањата во Пулс, а ги премолчуваат сите.
Сега започнуваме кај сето она што не ви го кажа вчера, а ќе бидете сведоци за случувањата на Кочани и дека навистина некој знаел што прави и зошто е зацементиран влезот на пирамидата со изградбата на овој споменик од НОП. Во меѓувремено би сакал новиот градоначалник на Кочани, Грозданов, да се малку позанимава со овие тавански простории, кои што исто така се од овој стамбен комплекс искористени за да се плаќа, да луѓето ги плаќат идентично како одредените станови. За да видиме за честноста која што се прави во Кочани од овие олигарси, од оваа урбана мафија, како се купувани овие стамбени комплекс, овие станови кои што се на таванските соби и дали за нив има данок. Чисто информативно, градоначалниче Грозданов, затоа што даде збор дека нема да бидеш како Љупчо Папазов и нема да работиш за Ванчо Деликатес и Радко Сорос, кој што веќе го жалиме. Значи, веќе Радко дефинитивно јас почнувам да го жалам и затоа подхитно, најхитно да го донесеме Груевски, Зрински, Никола Груевски од Будимпешта и да го ставиме на обвинителна клупа наместо Радко. И продолжувам. Инаку, из ова рече ќе имаме емисија, каде што е клучен доказ за престолнината Бела. Еве така да знаете, дека и за ова рече ќе имаме емисија која што ќе ви ја докажам, каде што главните културни манифестации на престолнината Бела се поврзани со ова рече, како што ги викаше покојниот Ниче, а додека одредените манифестации би били исто така поврзани и со местноста околу Раде Кратовче и денеска каде што е џамијата во Кочани, каде што имаме докази за Бела. Значи, ова рече ви обеќам дека ќе имате друга емисија со Владо Павлов, а со сите овие емисии кои што ги започнуваме и кои што ги правиме, сакам да ве уверам во нешто, да дознаете повеќе дали Пулс е случајност или не. Дали Владо Павлов е случајност или не. Исти актери во обвинителство, исти актери во Основен суд Кочани, исти актери во УВР Довлочани или ОВР Кочани, исти актери во УЈП и така натаму и така натаму. Благодарност до Зоран Ефремов. Јас ги почитувам сите оние кои што прават добри дела и оние материјал кој што го користам, секогаш се заблагодарувам на сите оние кои што вложиле труд. Барем 5% тоа да го прават во Република Македонија, што јас го правам за Македонија и ги искористуваат мојот материјал. Денес Македонија ќе беше света земја, како што некогаш била, и запишена како денешен Израел, светост голема, која што е поврзана со многу работи на земјината сфера и која што е лука на целата цивилизација. Еве го. Значи, претходно што ви кажав, значи овде имаме клучни докази за културниот живот на престолнината Бела. Каде што овде е џамијата, а овде е Раде Кратовче училиштето. А овде доаѓа тој мистериозен Рид, како што умее да каже, или Ридче, Ниче Димовски и останатите кои што има за цел да го загушат моето откритие, а тие да си го присвојат за себе. Како што и многумина тоа го прават и денес.
ова е наше Кочани, Ан е почивалото или пренокиште или хостел денес ајде, а Коч е нашиот овен со подвиените рогови. Зато и на споменикот од Ноб, кој што нема ни на буквата од Ноб, е ставен Александар со отворени очи. Значи спие. А Кочани го символизира неговото спиење. Македонци мои. Ан Коч е почивалото или хостелот на Кочот, на водачот, на Давид, на овенот со подвиените рогови или на Александар III Македонски. Кој сака да не се разбуди, да спие уште, одма му кажувам дека нема да биде успешен. А вистината за овие 63 херои ќе ја знаете сите. Затоа што, освен нив, кои што се бореле, еден со друг да се спасат, не гледам други спасители на таква контаминирана, отровна просторија, кога паднал покривот, а причинител експлозија, со огромно количество на сулфурен двуоксид, јаглероден диоксид, јаглероден моноксид и најмногу од се цијанов водород, за кој што нашата медицина се уште нема против отров, како да го спаси лицето кое што е загушено од цијанов водород. И затоа поголемиот број од дечињата починуваат со пена во устата. А свесни дека излегнеле надвор и многу и каде што и поголемиот број освен што починуваат кај врата, починуваат и во здравствените домови и во Кочанија имаме некои во Штип. А цијанов водородот не е само од сунгерот. Затоа треба јавното обвинителство да каже вистината, бидејќи некои други ја знаат точно вистината зашто е. И дали некој клан ќе се сокри или не, времето ќе покаже. Почивалото на Кочот во превод значи Кочани. Еве. Погледнете го ова швајцарско сирење. Ова е локалитетот Асном. Ова е комплексот Асном. Ако погледнете, ќе видите дека е пресечен цел врв. А за да ме разберете што сакам да ви кажам, би сакал да го отворите дворецот на Иродеја и да дојдете до заклучок. Дали ова престолнина е поврзана со библиските случувања и со Ирод Велики? А јас велам да. Затоа што подземните тунели, подземните простории, овој локалитет, овој комплекс Асном ги запечатува. Како што е запечатен влезот на пирамидата со изградбата на споменикот на локалитетот Лукубија. А овде веднаш до Асном ги имате касарни. Овие касарни од времето на отоманите не се касарни. Туку овде било јавното обвинителство на цела Македонија. И затоа некој брзаше да го сруши и да гради старачки дом или нешто друго, за да се сокрие вистината за овој објект. Значи, јавното обвинителство на цела Македонија, покрај што било во Битола, било и во Кочани. Каде што на дел на една од тие плочи кои што се украдени заедно со цвеќето на животот, на Авеста писмо. А Авеста писмо е писмо со кој што се служил Султан Сулјеман и неговите блиски генерали.
и неговиот зет, каде што му дава и пишува на едната плоча да изгради јавен обвинител, да има јавно обвинителство во Кочани и да изгради училишта, а меѓу кои и да го... Се извинувам. Значи, на една од плочите која што е украдена заедно со цвеќето на живото, ние работевме долго време, писмото е Авеста, писмо со кој што се слушал Кирк први, ама и Султан Сулеман, каде што пишува и го споменува Кочани како градот на мирот, да неговиот зет биде во Кочани, гради училишта, јавно обвинителство, ама и да го заштити гробот на Моше. Денес ова велат дека е касарна, а јас би рекол не, затоа што касарните биле на Пониква и Пониква во тој временски период бил обучен центар на јаничарите. Уште еднаш, ова е Асном, кој што е крие вистината на Изрод Велики,